Најави за денешниот дневник. Стружани повторно бараат возобновување на црквата кај женска плажа. Негативен природен прираст во Охрид. Во второто тримесечие 67 помалку родени од умрени. За вистински безбеден Охрид, опозицијата во Советот бара поголема видливост на полицијата на терен. Охридска визита на Виз Билјана по 13 пат на 5 септември. Германија ја враќа доброволната воена служба. За најавените настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес, по свежото утро, во текот на денот имавме сончево и топло време со максимална дневна температура од 29 степени Целзиусови, што е во границите на повеќегодишниот просек за овој период од годината. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува претежно ведро и свежо време со локална облачност. Над Британските острови се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во северозападна и западна Европа ќе услови нестабилно време со пообилни врнежи од дожд и грмотевици, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Фронталниот систем продира кон централна Европа и областа на Алпите. Источна Европа останува под влијание на сув и стабилен воздух. На јужниот дел од континентот, особено на Пиринејскиот полуостров, ќе продолжи сончевото, топло и претежно суво време. Во северните, североисточните и централните предели на Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, а локално со услови за поројни врнежи. Во останатите делови од полуостровот ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 24 до 35 степени. Во Македонија во петок по свежото утро во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Ќе дува умерен ветер со променлив правец. Утринските температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 9 до 18 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 26 до 37 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во петок ќе превладува сончево и топло време. Ќе дува засилен западен ветер. Утринската температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 30 степени. Во Охрид во сабота претежно сончево време со локална облачност, а попладне зголемување на облачноста, која што во вечерните часови ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд. Утринската температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. Во недела во утринските часови врнежите од дожд ќе престанат и во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 25 степени Целзиусови. Во понеделник ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27 степени. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи.
А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Сервис за чистење на теписи Перална Бубамара Охрид. Професионално машинско перење на сите видови, теписи, кебиња, јамболи и јоргани, за безпрекорна чистота што остава впечаток. Тимот на Бубамара ќе ги подигне теписите од вашиот дом и за 2 дена ќе ги врати чисти и дезинфицирани како нови. Заедно се грижиме за чистотата на вашиот дом. Квалитет без компромис. Перална Бубамара Охрид. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Со црковно-народен собир и празнична литургија на големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица, денес стружани повторно ја реафирмира идејата за возобновување на црквата кај женска плажа. Иницијативата е стара речиси 2 децении, но нема одобрение за градба од локалната власт. Со масовен црковно-народен собир стружани денес на големиот христијански празник повторно побараа возобновување на црковниот храм кај женска плажа. Идејата е стара речиси 2 децении, да се возобнови црквата врз откриените стари темели на црковно земјиште. Но иницијативата, иако е поднесена повеќе пати до општината, не наидува на разбирање кај локалните власти и не добива одобрение за градба. Идејата за возобновување на ова светилиште овде не е од сега. Знаете, таа со децени тлеј. Ние уште во крајот на 19 век имаме историчари и патеписти што пишуваат дека овде имало храм. Ние си ги остваруваме овде богослужбените потреби на ваков начин, но секако дека е реална потреба. Ние не бараме ништо повеќе, ништо помалку, туку да ни биде вратено тоа што ни го оставила Богородица, што ни го доверила на чување, а тоа е овој прекрасен храм што треба да никне овде, кој што го посакува цела Струга со срце и со душа. Старите стружани велат желбата за црковен храм е вековна. Во Струга, од осамостојувањето на државата до денес не е изградена ниту една нова црква. Тоа обавезно мора да се обнови и мислам дека греши, да кажеме, некој што мисли дека не би требало тука да се изгради, а тука треба да се изгради. Обавезно е црквата. Од 2010 година вратење имото на црквата со денационализација. 15 години е земјиштето во сопственост на црквата и нормално постои иницијатива за изграда на храм. Пронајдените докази сведочат дека токму на ова место во минатото имало велелепен храм посветен на Мајката Божја.
Денес на локацијата има само еден мал параклис, кој сведочи за пронајдените артефакти. Негативен природен прираст во Охрид, според податоците на Државниот завод за статистика, во второто тримесечје од годинава, 67 помалку родени од умрени. Продолжува трендот на негативен природен прираст на населението во Охрид. Според податоците на Државниот завод за статистика, природниот прираст во второто тримесечје од годинава е негативен и изнесува минус 67, што значи дека за толку лица е помал бројот на живородени деца од бројот на умрени лица. Во статистичкиот период во Охрид на свет дошле 98 живородени деца, а починале 165 лица. Во ова тримесечје од годината во Охрид се склучени 87 бракови, а регистрирани се 30 разводи на брак. Во Струга во второто тримесечје природниот прираст е минус 7. На ниво на Македонија природниот прираст и во второто тримесечје од годинава е негативен и изнесува минус 1135 лица, што значи дека за толку лица е помал бројот на живородени деца од бројот на умрени лица. Во второто тримесечје од годинава, во споредба со истиот период од 2024 година, бројот на живородените деца е 3741 и е намален за 4,2%. Во ова тримесечје од годината се склучени 2792 бракови во Македонија и нивниот број е зголемен за 8,1% во споредба со истиот период лани, а регистрирани се 545 разведени бракови, што представува зголемување од 0,4% во споредба со истиот период лани. Стабилна е безбедносната состојба во Охрид според извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот за првите 6 месеци од годинава, поднесена од командирот на СВР до градскиот совет. Од опозицијата посочија дека за вистински безбеден град е потребна поголема видливост на полициските службеници на терен, достапност на јавните површини, проодност, со оглед дека сообраќајната култура е на ниско ниво. Од секторот за внатрешни работи посочија дека се дава максимумот да се одржи поволна безбедносна состојба и покрај фактот што се соочуваат со премал број на полициски службеници. Според извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата во Охрид за првите 6 месеци од годинава, безбедносната состојба е стабилна. Градските советници на последната седница го усвоија извештајот поднесен од командирот на СВР Охрид. Координаторката на советничката група од СДСМ и коалицијата Живка Ангеловска побара подетални информации за реалните состојби за проблемите со кои се соочува полицијата во извршувањето на задачите при одржување на јавниот ред и мир и регулирањето на сообраќајот. Таа посочи дека според извештајот кривичните дела бележат зголемување над 70 за првото полугодие, споредено со истиот период лани, што говори дека зголемен е криминалот во градот. Кога зборуваме за вистински безбеден град, тоа значи и достапност на јавните површини и заеднички добра, а друг важен елемент е и соодветната инфраструктура, рече Ангеловска. Кога зборувам за инфраструктура во општината и мислам пред се на улиците, проодноста, а ние знаеме дека имаме узурпирани улици со градежни машини и градежни материјали, узурпирани тротоари, велосипедски патеки, и буквално се прашувам дали и полицијата може во критичен момент со ваква инфраструктура да стигне навреме на критичното место каде што се случил настанот. Надвор од статистичките податоци кои што ги давате во извештајот, јас верувам дека секој од вас или најголемиот дел од вас во текот на летото се нашле во ситуација во која што буквално, биле ставени за влакно да избегнат несреќа во сообраќајот. Ние за жал видовме ова лето дека не сме безбедни ни на тротоарите, имајќи во предвид што се случуваше. Дефинитивно многу е тешко во одредени интервали, периоди во текот на денот за пешаците дури да ги преминат пешачките премини за да добијат предност од страна на возачите. На сите страни безредие во однос на сообраќајот.
Во контекст на големиот број манифестации и зачестеното присуство на домашни и странски делегации во градот, Ангелоска потсети на блокадата во сообраќајот во јули, кога голем број граѓани останаа заглавени во возилата повеќе од 1 час. Имајќи ги во предвид манифестациите кои се збиени најмногу во месец август, но и во летниот период воопшто, праша дали полицијата има капацитет да ги покрие сите настани според нормативите или, како што рече, имаме среќа да не ни се случи инцидент од повисоки размери. Голем дел од аспектите на безбедноста зависат од сообраќајната култура, рече Ангелоска, но потенцира дека присуството и видливоста на полицијата е неопходна на места кои се најкритични. За извештајот во делот на јавниот рети мир и останатите прекршоци одговори командирот на полициската станица од општа надлежност Охрид Богоја Прензовски. За разлика од претходната година, во однос на прекршоците, кај што сум директно надлежен, се намалени за огромен процент. Во текот на 2024 година имало 140 прекршоци, а во текот на 2025 година има 80 прекршоци. Имаме зголемување во однос на јавниот ред и мир, само на еден вид на прекршок, кај што има уживање на наркотични дроги. Од 24 во теков на оваа година, а лани имало 19. Во однос на гужвиве, за отворањето на Охридско лето, оваа година можам да кажам дека, како и други, вама имаше најмалце чекање, бидејќи кај што имаме државна делегација од прв степен. Правилниците не ни се од вчера или од завчера, тие правилници се 30 години. И мораме така да постапиме, немаме друга можност. Во однос на прашањето на советничката за поголема присутност и видливост на полицијата, командирот Прензовски посочи дека претежно се покрива централното градско подрачје и дека и покрај фактот што се соочуваат со премал број на полициски службеници, се дава максимумот да се одржи поволна безбедносна состојба. Факт е и дека тие се релативно млади и треба да поразговараме во однос и на материјално-техничките средства и на полициските службеници, бидејќи ретко кој се пријавува на огласите. Сега треба да се донесе законот за внатрешни работи и поради тоа ни е отежнат начинов на функционирање. Шом се донесе законот за внатрешни работи, тоа ќе имаме поголеми можности и повеќе ресурси. Во моментов сме голем период од 2-3 години блокирани, не можеме да функционираме. Дури само иницијативно се организираме за да не е полоша состојбава. Ние го даваме максимум повеќе од колку што можеме. И покрај фактот што полициска станица нема ни 40%, 30 и нешто проценти е пополнато, со тие функционираме ни околу 20-25%. Со 25% покривање со релативно млади полициски службеници и ова што е повеќе од добро. Секретарот на општина Охрид Александар Китески ја поздрави дебатата покрената од опозицијата во однос на извештајот, но додаде дека досега во 3-4 наврати, иако извештаите биле негативно гласани во Советот, опозицијата немала забелешки. За сега, откако бил сменет командирот, како што рече, преку ноќ јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот биле нарушени. На тоа Ангелоска реплицираше дека не се работи за тоа која личност е на функцијата, туку дека проблемите кои ги имало и ги има треба да се решаваат, а советниците и граѓаните имаат право да бидат информирани и да добијат одговори. Секретарот на општината предложи како представник од локалната самоуправа во идниот период да има почести состаноци со представници од сите политички партии, од јавните претпријатија, со командирот на СВР Охрид, на кој ќе се информира за безбедносната состојба, тековните предизвици, ќе се даваат забелешки и предлози. Време, вода, наследство. Охрид. Премиера на документарниот филм на Илија Пиперковски, 70 години Охридски пливачки маратон. Проекцијата е во рамки на Охридскиот фестивал на водени спортови.
Време, вода, наследство, Охрид е динамичен документарец за 70 години охридски пливачки маратон, спорт што ја мери човечката издржливост, волја и амбиција. По сценарио и режија на Илија Пиперковски, филмот преку ретки архиви и нови интервјуа со легендите Дики Бојаджи, Теодора Раптис, Томи Стефановски, Евгений Попацев и 11-кратниот победник Петар Стојчев ја реконструира еволуцијата на маратонот од пионерските години и подвигот на Атина Бојаджи при пливувањето на Ла-Манш до славните 90-ти и денешните предизвици. Патуваме преку маратоните од Охрид до Бејрут, Александрија, Капри, Неапол, Санта Фе и Парана во Аргентина, за да разбереме зошто секој маратонец сака да победи токму тука, на Охридскиот пливачки маратон и што е потребно за да се роди следната генерација на маратонци. Премиерата на филмот Време, вода, наследство, Охрид е вечерва во 21 часот и 15 минути во предворието на Катедралната црква Света Софија во Охрид, а е во рамки на Охридскиот фестивал на водени спортови. Охридска визита на вокално-инструменталниот состав Билјана по 13-ти пат. На 5 септември петок ќе се одржи традиционалниот годишен концерт на вокално-инструменталниот состав Билјана. Охридска визита во предворието на црквата Богородица Периплевта во Охрид, со почеток во 20 часот. Оваа година по 13-ти пат ќе уживаме заедно во звуците на староградската песна. Гости на вокално-инструменталниот состав Билјана оваа година се Емилија Колоска и Стефан Петрески. Билетите за овој настан се во ограничен број, по цена од 300 денари и може да ги резервирате на телефонскиот број 076 212 680 и ќе можете да ги подигнете на самиот влез, 1 час пред почетокот на концертот, информираат од вокално-инструменталниот состав Билјана. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.